Додека граѓаните вразуваат крај со крај за да преживеат, слепи послушници и главоклимачи на власта од аферата Паразит книжат илјадници евра месечно, рече лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Според него потребно е да се направи сериозна чистка помеѓу овие луѓе и нивелирање на примањата во услови на криза. Мицкоски од Зрновци го праша премиерот што чувствува додека го гледа народот како се превиткува за да преживее. Кога зборува Ковачевски дека чувствува дека како со нож да го боделе кога ја предаваше Македонија и македонскиот идентитет, не знам какво му е сега чувството кога гледа како граѓаните едва и крај со крај врзуваат, а неговите околу него се богатат на грбот на тие граѓани. Дали сега има мачнина и тежина во грбот, во стомакот, и дали сега го бодат со нож или тоа само кога ја предава Македонија. Според Мицкоски, власта ја користи инфлацијата за да собере повеќе пари од граѓаните и стопанството за да троши на договори во 4 очи. Тој потенцираше дека инфлацијата не е увезена, бидејќи инфлацијата во Македонија е 2 пати поголема од Европа. Што се однесува за наредната година, Мицковски појасни дека во одредени месеци повторно ќе има двоцифрена инфлација. Буџетот кој што го предложија за следната година предвидуваат инфлација од 7,7% и раст на економијата од 2,9% на бруто домашниот производ. И на основа на овие два параметри, тие ја темелат предпоставката дека ќе соберат повеќе од 400 милиони евра во буџетот. Замислете, значи владата ја користи инфлацијата за да собере повеќе пари од граѓаните и стопанството за да троши. Јас не знам друга влада во светот која што на ваков начин планира буџет. Што се однесува пак до бугарските клубови во Македонија, Мицкоски останува на ставот дека не треба да ги има бидејќи се чиста провокација. Според него вакви клубови може да се отворат, но откако нашите македонци во Бугарија ќе може да се организираат и отвараат клубови, но и кога Бугарија ќе ги примени дел од пресудите на судот за човекови права во Страсбург.